Јадро би сакала да кажам дека брои 50 членки, така што кога ќе кажеме јадро, тоа значи плюс уште 50 мина. Она што за нас е важно, дека демократијата во овие поприлично темни времиња за нашата земја и отсуство на демократија, има неколку принципи, параметри кои што треба да ги оствари. И преку оваа иницијатива токму се остварува најклучното, тоа е партиципативното однесување на граѓаните во однос на процесите на предлагање и во однос на процесите на одлучување. Значи, иницијативата Го сакам ГТЦ со политичката волја на градоначалникот Андре Жерновски и со поголемиот дел од советниците на собранието на општина, на советот на општина Центар, покажа дека сепак има можност да функционираат демократските механизми во оваа земја, особено кога станува збор за телото на градскиот трговски центар, кое што има символичко, но и фактичко значење во однос на една културна меморија, но и пошироко социјална, обштествена меморија, како културно и социокултурно наследство. Јадро реагираше остро, протестно реагираше во однос на ова девастација што генерално се случува во нашата земја изминативе години, особено во однос на обидот да се украде преку крадењето на градскиот трговски центар, да се украде токму таа меморија која што е меѓународно призната и која што е символ за едно солидарно Скопје кое што има поинакви вредности на еден културен идентитет, а не национален идентитет, на како што се инсистира. Сведоци сме во изминатиот период на агресивно преобликување, на бескрупулозно уништување на сето она што е меморија и културно наследство во оваа земја, се со цел да се инсталира еден поинаков идентитет. Токму затоа сметаме и ќе даваме и понатаму посветена поддршка ќе даваме според параметрите на самата иницијатива каква поддршка им е потребна, за да не го загубиме овој последен бастион, би рекла, токму на таа социокултурна меморија, бидејќи сегашноста, ако сакаме да ја потврдиме со некакви вредности, ние мораме да водиме сметка за континуитетот кој што ни се случувал до оваа сегашност, а следствено и за иднината. Ете тоа. Ја би додал околу, да. Символиката на самиот референдум не е само референдум за заштита на една зграда, него тоа е ГТЦ треба да биде символ за заштита на македонскиот автентичен модернизам, кој што во последните 5-6 години е драстично загрозен и ни се случи да изгубиме многу фасади претходните години, но можеби преку ГТЦ треба на символичен начин да се одбрани тој македонски модернизам, македонска автентична култура и од тука да почне битката за сериозна заштита на тоа современо културно наследство, така што во таа смисла мислам дека ГТЦ се повеќе од референдум, него метафора за одбрана на правото на град.